Најпродаваниот компактен SUV на корејскиот производител на автомобили Kia, кој досега се продаде во околу 7 милиони примероци во светот, пристигнува и на нашиот континент во Европа. Секако зборуваме за атрактивниот Kia Sportage, кој низ своите генерации одлично беше прифатен и на нашиот автомобилски пазар. Она што е специфично кај новиот Sportage, а е во согласност со стратегијата за одговорна мобилност на брендот, секако е новиот електрифициран модел кој можете да го изберете од палетата на Kia. Што можеме да кажеме за новиот Sportage? Надворешно моделот има нов освежен изглед. Вметнати се нови предни и задни браници, а во предниот дел се сместени и нови, вертикално поставени LED светла и маска која прилега на нос на тигар. Клиентите кои ќе го изберат новиот Sportage имаат можност да бираат алуминиумски тркала со големина од 17, 18 или 19 инчи. Во интериерот е задржан сериозен комфор, особено со просторот за задните нозе на задните седишта од 1 метар. На предницата е поставен нов волан со 2 крака, а целиот дизајн на интериерот е прилично минималистички. Багажникот на новиот Sportage има зафатнина од 587 литри, а ако се спуштат задните седишта, истиот се зголемува на 1776 литри. Кога зборуваме за конективноста, централното место го зазема така наречениот Connected Car Navigation Cockpit, составен од двојни заоблени панорамски дисплеи со големина од 12,3 инчи, а како новина, Sportage го има и новиот Head-Up дисплеј кој проектира слика со големина од 10 инчи на предното стакло во видното поле на возачот. Системите во возилото се засилени со Apple CarPlay и Android Auto, а со платформата Feature on Demand, возачите може да додаваат во инфотеймент системот аркадни игри, YouTube, други видео стриминг услуги, како и нови теми на дисплеот за инфотеймент систем. Онаму каде што е тоа возможно, во автомобилот е вграден и Kia In-Car Payment System, преку кој директно од автомобилот може да се плати за паркинг место, а преку Wi-Fi hotspots може да се конектира и да користи интернет преку 4G мрежата. За оние кои ја преферираат и веруваат на техниката, Sportage доаѓа и со дигитален клуч, кој работи преку смарт уреди, поради што и не ви треба клуч во класична физичка форма. Преку апликациите можете да го отклучувате и заклучувате вашиот автомобил, а дигиталната влезница можете да ја споделите и со други членови на вашето семејство. Дополнително, возилото е опремено со 360 степенски монитор на кој се дава приказ на целото опкружување на Sportageот, а постои можност целата околина на автомобилот да ја прегледате и со така нареченото птичје око од висина. Новата погонска линија ви дава можност да изберете и електрифициран Sportage. Тука е хибридната верзија. Како и останатите модели, и новиот Sportage е опремен со повеќе системи за активна безбедност, како што се стандардното сопирање во случај на опасност, системот за детекција на пешаци, велосипедисти и возила кои се дизајнирани да ги користат сензорите и камерата за скенирање на патот пред вас од потенцијални опасности и автоматски да ја активираат сопирачката кога ќе се појави опасност од судар. Асистент во возењето на автопат, ниво 2, вклучува камера вперена напред, радарски сензори и податоци од системот за навигација со кои се одржува однапред дефинираната брзина и растојание од возилото пред вас во одредени ситуации. Системот може да помогне и со вртење на воланот кога се менуваат ленти, а се активира со сигнализација на трепкачот за менување на правец.
Активен е и системот за итно избегнување на опасност со помош при вртењето на волан. Новиот Sportage ќе се прави во фабриката во Жилина, Словачка и се очекува да почне да се продава во третиот квартал од 2025 година.